Обвинителството поднесе обвинение за мајката на 13-месечното бебе, кое лани во јули беше примено во болница со скршеница на черепот, нагмечување на мозокот и скршеници на екстремитетите. Таа се товари за делото за пуштање и малтретирање на дете, а обвинителството бара судот да ја изрече и мерка задолжително психијатриско лекување на слобода. Во времето кога настанале повредите, таткото на детето бил на извршување казна затвор. Од резултатите на наредените психијатриски вештачења, врз сега обвинетото лице произлезе дека таа делото го сторила во состојба на битно намалена пресметливост, при која имала намалена способност да го разбере делото и намалена состојба да управува со своите постапки, заради намалена моќ на расудување, сваќање и одлучување, односно намалена способност за анализирање на своите постапки и за разбирање на суштината на своето дејствување. Детето во моментов е згрижено во социјален центар, добива нега и заштита и доделено му е службено лице за старател, велат од Министерството за труд и социјала за 1 ТВ. Одмеѓаши го осудуваат насилството врз деца и велат дека до нив минатата година пристигнале пријави за психичко насилство врз деца и за негрижа. Во периодот од ноември 2017 до ноември 2018 кај нас се регистрирани вкупно 13 случаи на семејно насилство, од кои што 9 биле психичко насилство врз деца, 4 биле негрижа врз дете, додека за физичко насилство сме немале никаква дојава, доколку отсуствува родителска негрижа или одговорност. Државните институции во согласно со своите ингеренции треба да ги преземат сите оние мерки кои што верувам дека ги превземаат веќе во насока на заштита на децата и нивниот најдобар интерес. Според студијата на УНИЦЕФ, 4 од 5 деца во земјава се соочуваат со насилство од страна на родителите. Многу често децата во својот дом се изложени на барем една форма на насилство, почнувајќи од психолошка агресија, па се до мала или сериозна физичка казна.